Добро вечер, добројавте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде уредникот и номер Драган Павловиќ Латас. Добро дојде. Добро ве најдов. Да почнеме. По пауза од колку часа од изборите, вчера ни беше гостин во досните ноќни часови, еве си повторно кај нас да продолжиме приказката. Работите многу не се сменија, но еве од перспектива од колку часови наназад, што се случи вчера на изборите? Па кога ќе преспиеш, некој работа изгледа поинаку, некој подобро, некој полошо, не е исто. Па добро, ништо посебно не се случи. Мислам, имавме локални избори, излезност на изборите само 1-2% помала од минатите, значи тоа тие стандарди околу 50% се врти. Блиску до анкетите се резултатите. Различно од анкетите е тоа што Влен доби повеќе гласови од колку што му дава анкетарите. Дуи доби пропорционално, нели, помалку гласови од колку што му дава анкетарите. СДСМ тука негде, мислам дека е. Левица и знам доби помалку гласови од колку што му дава анкетарите, значи предвидливо со еден збор. И ништо необично не видовме на овие избори сметано на бројки. Видовме други пораки кои се битни и кои ја и вчера тоа го издвоив, а тоа е, за мене изборите беа побитни да се провери владата во каква кондиција е, каква поддршка има во јавноста и дали ќе добие доверба за чекорите кои ги најавија и кои следат. Чекорите кои ги најавија се исклучително битни за целокупното македонско општество, не само за државата, значи во секој сегмент на човечкото живење, а тоа е продолжување на борбата против корупција со сопствен пример. Так. Тоа е најдобар начин. Значи, ние имавме со сопствен пример над 45-6, колку имаше порано градоначалници ВМРО ДПМН во Македонија или од таа коалиција, без ниту еден скандал или документ. 42 беа вкупно. И 42 нека се. Значи, без ниту еден скандал, так, документ, факт, поврзан и докажан за корупција. 4 години. Тоа во Македонија е многу битно, бидејќи според сите анкети, вработувањето, платите и корупцијата, односно корупцијата, вработувањето и платите беа и пензиите беа посочувани како најголем проблем на граѓани. Се ако покажаа со свој пример на 42 општини дека можат и владата година и пол дена исто така, беше потврда дека изборот им е добар и дека можат понатаму. Вториот таргет на нив им е реформи во правосудниот систем во рамките што може да ги изврши собранието. А тоа е нови закони, измена, дополнување на закони, избор на членови на судски или обвинителски совет во рамките на собранието и председателот. И сега добија поддршка за тоа. Сега нема назад. Ветер во едра, да. Сега нема назад. Сега тоа треба да се доврши без никакво сомневање или задршка дали тоа јавноста го поддржува. Ниедна влада во моментов во Европа немала поддршка од над 50% како што има македонската влада во моментов. Ниедна. Дури влади кои доминираат, како во Србија, 40 и неколку проценти, но не 50 и нешто. Збирот на гласови на коалиционите партнери е над 50% во однос на вкупниот број гласови. Што значи дека оваа влада има апсолутна поддршка од јавноста. Без оглед на резултатите, дури Влен да загубеше, како што победи, а не загуби, владата требаше да остане стабилна, да продолжи со својата работа, бидејќи владата ја чинат политики, владата ја чинат проекти и ја чинат луѓе. Значи дека овие три сегмента биле добри, па дури и да ја загубеше Влен, требаше да си продолжи во овој состав до наредните избори. Гледам овие денови новинари од Теменуговски, вајле како се вика, прочитав еден пост што синака го пуштил, од тој кампот на Сорос и А1, новинариве го съскаат сега ВМРО да распише нови избори, многу истајаки и сега му е мајката во април распишете нови избори, пуздар ќе направите. Пуштање вода. Не гледам зошто би распишувале ВМРО нови избори. Нови избори значи 3 месеци до 4 прекин на активностите, што заради законски причини, нема тендери, нема нови договори, изборни, како се вика, промоции, па 20 дена пред избори, па прв круг, па втор круг и така дале, тоа трае 3, 4, 5 месеци. Не заборавај дека ние имаме кредит
добиено од европска држава, од Унгарија, кој треба да се реализира и тоа управо на пред се 250 милиона на локално ниво за инфраструктура и 250 милиона поддршка на економскиот реален сектор. Дека од тие 4-5 месеци ќе плаќаш камата, а проекти нема. Дека имаме ние отворена врата по договорот со Велика Британија за 5 милиарди фунти кои може да ги користиме за свој потреби во смисол на инвестиции, во смисол на стопански потреби, во смисол на привлекување странци. Сето тоа би паднало во вода. Несериозно би било. Па не, ВМРО мора да ги заврши проектите. Так. ВМРО мора да го пушти патот од Кавадарци до Прилеп, од Прилеп до Битол. ВМРО мора да го пушти патот што они го започнаа Кичево Охрид или Охрид Кичево. Сеен. Мора да видиме продолжување на градбата на болницата, клиничката болница во Штип. Мора да видиме такви здравствени проекти во здравството во Тетово и во Кичево кои беа најавени. Мора да видиме што ќе правиме со македонската, како се вика, клиничкиот центар во Скопје, Мајка Тереза. Капна гаража на која што ја и ред други работи, кога ќе заврши тие проекти или при крај, треба да ги видиме инвеститориве кои веќе доаѓаат во Македонија, колку вработени, да видиме клjuč како се отвара фабрик. Тога се прават избори. Кога ќе ги види твои проекти дека се готови, избори не се добиваат на ќе. Така да сакам да и порачам на нашите колеги или слично дека прочитани сте, нема потреба да ги съскате од ВМРО да распишат избори, многу сте јаки, сега сигурно 65 пратеника ќе добиете. Па која е разликата дали има 58 или 65 кога пак у коалиција утре треба бидам со Влен, бидејќи тие победија на овие локални избори и на парламентарните се држија добро, зошто би ризикал, зошто ако имам карта хант, како се вика, у картиве што ми се наредени, чекам сега ти кога ги отвори картиве, кога гледам дека си тапа, немаш 2 парки, ми викаш ајде да делиме од ново. Зошто да делиме од ново? Ја ќе ја затворам партијата и ќе направам хант. Така да прочитано е тоа, нека не се трудат. Ако сработат како што треба, втор мандат име не минувен им доаѓа како добар ден. Тоа е нормално. Нормално ако не сработат како што треба, ќе дојде друг. И тоа е сосема логично и сосема политички издржан. Коректно што се вели. Значи, на овие избори за мене да беше тоа клучно. Дали оваа влада за најавените проекти и за најавените реформи и за најавените кадровски промени кои ги најави премиерот Мицкоски, ќе добие битна поддршка во јавноста, доби над 50%. Сега тераат. Што смислиле? Дојдете, завршите го. Тоа е едниот момент. Вториот момент е што ќе се случи со гласачкото тело на СДСМ. Значи, јас бев на Канал 5 гости, морам да кажем тогаш, негде месец дена пред изборите, месец и пол или месец, ирелевантно, но кажав тогаш фиксови за Влен се, Чаир, Сарај, Дебар, Струга и Тетово. Дека е најбитно Чаир, не затоа што е најбитна општина во државава, туку затоа што највисок функционер по ранг и од ВМРО ДПМН и од Влен играат на терен. Значи тоа е шефовите се тепаат, што би рекле. Во смисол на Влен, тој е човек кој е вице-премиер. Во смисол на Дуј, тој е човек кој е подпредседател на партијата. Значи највисок ранг. Тетово е најбитно бидејќи македонските албанци го сметаат за град кај што најмногу ги има. И другото беше ирелевантно некој општина Рачиново кој ќе добие добро, доби Влен. Со тоа Влен доби и сега кредит за нов начин на политика. И албанците и македонците плаќаат иста цена за бензин. Дали има во колава бензин? Плаќаат иста цена за да го напунат фрижидерот. Плаќаат иста цена на лекови. Плаќаат иста цена на болници. Нив тоа ги интересира и што е нормално. И што и у Германија, која ќе се пресели, и германците тоа најмногу ги интересира. Европјаниве, како се вика тоа, мултифирми, наметна во Европа проблем, ќе има војна, дајте сега пари, заборајте буџет, заборајте ги парите за вашите даноци, заборајте здравство, заборавите све, треба тенкови да правиме. Да. И го наметнаа тоа преку медиуми и социјални мрежи, се упеца поголем дел од европјаниве, и сега таму си има други проблеми. Така, психоза воена, да. Па, психоза воена е многу лоша работа, затоа што парите ги земаат политичарите кои ги плаќа војниот сектор, а војниот сектор е најголем потрошач у секоја држава у оваква ситуација. Вие гледате у Европа се затвара Volkswagen и Audi, а се отвараат фабрики за тенкови и за одржавање на војна опрема. Иако војна нигде нема.
освен во медиумите И во освен во главите на политичарите. социјалните мрежи. Така. Да. Ние сме спасени овој пат од тоа. Ние такви перења мождачи доживеавме од приватизација на АМО 5-6 пати. Да, оттрпнавме на Заклучно и со промена на уставно име и со бугарски договори со све, дека тоа е проевропски, многу е битно, после тоа све ќе се отвори и така дале. Сега тие се жртви на собствената пропаганда. Сега кај нас експериментите што ги правеа, сега ги пременуваат сами кај себе. И гледаме дека европејаните не се ништо попаметни од нас. Напротив, дури гледаме и решенија кои ни во Македонија не би поминале, во Европа како поминуваат со добра пропаганда. И тоа мене како македонец вака ми доа љубо, да што сега кога се мериме кој е попаметен и кој е поотпорен на пропаганда, искаше дека ние сме поотпорни. И поскептици. И тоа што јас со години го зборам, ние имаме, на пример, добри лекари и добро здравство персонално, зборам човечки фактор. Мене ми пречи отварање на афери, кардиологија, кардиохирургија, бидејќи ќе дојде денот кој ќе ги отвориме папирите, кој ќе видиме зошто се отворени овие афери и нека да е здравство и болен Мислиш, човек ќе го дојде праша. тој ден, дефинитивно? Апсолутно, па ја веќе ги собирам папирите, ако ме прашаш. Да. И ќе се изненадиш. А Ирлија, да. Ќе се изненадиш кога ќе видиш кој све и со кои мотиви влегол у тие скандали. Нема да се изненадиме, многу ми наверувам, нели? Па, некој ќе се дефинитивно. изненади. Да? Некој ќе се изненади. Не можеш цело здравство да нападнеш и луѓе кои спасувале животи, затоа што на нечија суета и на нечии финансиски потреби во моментов тоа му треба. Јас и од лични искуства, не едно, и од тоа кога ние имавме трагедија во Кочани со смрт на 62, односно 63 луѓе, дојда лекари од Европа. Комуницира со нашите лекари. Кој е нивниот заклучок? Имате добар кадар, немате добри услови. Во сите македонски болници само во Жан Митрев ги исполнува европските услови. Од сите. Али имате добар кадар. И ја ден денеска тврдам дека Македонија има добри лекари. И имате во нив доверба. Зборам за 80-90%. Сега, секој од нас од своите професии има 10-15% шкара. Да. Па не е тоа. Луѓе кои залутале таму. Так. Нашите лекари не се ништо послаби од, барем во регионот, зборам од Хрватска, Словенија, наам. Немаат услови. И нашите новинари не се ништо послаби од германските. Верујте ми, исто од искуство ви кажува. Ништо, само дајте услови, дајте логистика, дајте све. Тоа е работа на државата. Нашите лекари да им обезбеди услови. На овие кои се приватни, да им обезбеди да напредуваат и да се одржат, за да бидат регионални, да доаѓа странци, да остават овдека пари и да напредуваме сите заедно. Да одиме понатаму. А таа пропаганда, која сега ја гледаме, и во Европа, дело на Македонија, остае уште малце траги овдека. Тие малце траги ги сметам дека го уништија СДСМ и носат еден нов предизвик, а тоа е левица. Гледав вчера дека левица прогласува победа, чудеса. Јас за гледачите да им кажам дека левица не победила. Кој градоначалник? Левица не само што нема ниеден градоначалник. Левица има 12.500 гласови помалку од минатите избори. Значи дека и паѓа гласачкото тело. И паѓа. Ние вчера имавме 50% излезност, бидејќи имаме стабилна влада. Во Америка излезноста не е ни 50. Често пати и испод 50 добиваат председател најмоќната држава во светот со скоро 400 милиони луѓе. И во Европа е така, во Европска унија. Значи, ние вчера имавме таков ден во кој левица изгуби 12.000 гласачи. Но, останува предизвикот. Да, одреден број луѓе, нека се 12.000 помалку од колку на минатите избори, гласаат од инат, а не од поддршка на некого. Од инат можеш само да настрадаш. Не можеш ништо да добиеш. Дали од инат ти би дал отказ од Алфа да искочиш на улица за инат, а немаш решение друго. Дали би, ако имаш девојка или жена, остал од инат. Тоа се дешава со левица, инат партија. За луѓето кои гласале таму, за кои ја не можам да размислувам, можам да ги сватам СДСМ гласачите. Па и зошто не излегле. Можам да ги сватам ДУИ, па и зошто не излегле. Па и ВЛЕН, па зошто излегле. И ВМРО да помане. Можам дори и кај Стефче да разберам зошто гласале за него. Има свои вакви и такви причини. Но не можам да ги разберам овие за левица гласање од инат. Колку да ги подсетам, левица е коалиционен партнер на СДСМ.
за кои тие не гласаат. Практично тие ги земаат гласачите од СДСМ. Тоа е првата работа. Во сред избори, Левица го плюка СДСМ со кој се у коалиција. У средовие избори. Левица на овие избори со логистика и со се што следи. Позади тоа е поддржана од бизнис партнерите на Саша Мјелков. И тоа го гледаме со месеци. И по социјални мрежи, и по трошоците нивни. Го гледаме и по нивните настапи и така дај. Левица нема ни една политика. Левица оди на гробиштата на Енер Хоџа и барат македонците гласови. Никаква политика нема. И кај Стефче има политика. Каква таква? А кај овој нема. Бизнис, да. Нема. Гласањето од инат може да не внесе во бугарско сценарио, кој сега се случува во Карпош. Сакате нови луѓе? Еве во Карпош нов човек, образован, успешен на приватен план, коректен, морално, етички, чист. Еве го победил прв круг, бујрам да ве видиме во втор круг. Гласате го, еве нов човек. Така, Сотир Вукров. Така, но што се случува во Карпош? Во Карпош се случува бугарско сценарио, а тоа е сегментација на гласовите на многу парчиња. И сега не можеш ти да состоиш у влада у Карпош, условно речено, Советот не може никој да го контролира. Кога имате многу пропорционално блиски по број групи на советници, цвета или има опасност од цветање на корупција. На меѓусебни уцени, дај ми ова ако сакаш да гласам овој пат за вас, па предлогот од другата страна ќе искочи, па гледаш претрчуваат Кој што цели. му правеше на СДСМ 7 години во основа. Па у принцип да. Значи, у Карпош имаме голем проблем и нека тоа биде пример за цела Македонија. Не може да се гласа за инат. Може да се гласа да поддржиш или не поддржиш некого. Имате на ум, СДСМ на овие избори минимум 50 до 70.000 нивни гласачи не излегува. Не излегува. Бранко ги реши. Ти спавач. убаво напиша, Не е чинам, битно. Изгубија, ќе паднат под 100.000 чинам на вечер. Да, напиша да, така, да. падна СДСМ на 100.000 гласови, Филипче се откажа, Бранко. се огради од Да, Бранко. да. Така. Јас Значи- напишав за Тонч. Ама све е предвидливо. Пак ти кажам, новинарите во Европа не се подобри од нас. Така. Само кога доаѓа да снима на терен, иде по него тонец, иде носач, што му ги носи скаливе, камерите, Му све. носат и идиот Два на камермана, терен. светломан Да. и сценарио кој му пише. И има продуцент што се во време му кажува што да праша и како да праша. што е Така, најнова и гледа на информација. Google Така. и контролира А ти противникот со одиш збор. сам, како цреп, Така, некој one man гинеш show. таму и да. Значи, во сето тоа треба да учиме од туѓи грешки, не од своји. Не од своји. Така. Зошто е опасна левица? Гласањето од инет е заразно. Тие луѓе кои гласаат од инет пишуваат на Facebook, од инет пишуваат на Twitter, од инет се караат по канцеларии, вреđаат и тако даље. Дали гласа за човекот кој прави тепачки во собрание па се крие позади оној крмов? Тоа е Малјев, како се вика, апасија. Да. Дали гласа за тој? Дали е кампања негде видена? Посери му се на противникот. Така. Значи, Фекали има. АВМ, ако гледаш, цитирам, не го кажем ја. Да. Тоа е кампањата на апасија. Посери му се на противникот тој и тој. Да. Тоа нема нигде у свет. Тоа е банда, уличари. Уличари. Опасно симнување на нивото на реториката која што влијае врз целото општество влијае. Не Тоа само не е реториката, добар момент. смислата е опасна. Да. Смислата е опасна да дојдеш ти од Велес да го глумиш Фрчковски со фрази, значи Фрчковски, Бучковски, тие ликови во историјата И да гледаме. зборуваш скопски. Гледаме кај завршија Фрчковски, многу. Бучковски и тие ликови. Да. Гледаме. Значи, у политиката се избришани. Не постојат као битни фактори. Значи, да го правиш тоа, да цел круг го свртиш, да бидеш ВМРО-ец, па да бидеш со Сојузна револуција, па да завршиш на крај со ДУИ, со СДСМ и на коалиција на избори, а кај Данела, кај која цело Скопје има нешто против неа, да имаш директори. Значи, левица сноси дел од скандалите и одговорноста за Данела. Сноси и ВМРО како предлагач. Сносам и ја што сум ја гласал. Али тогаш сите гласачи на СДСМ сносат за бугарскиот договор и за, како се вика, договорот во Преспа. Одговорност и сите предавства што ги направи СДСМ сега страда, како гласачи. Но нашата одговорност е мала. Нивната, делото е нивно. Ние само сме аплаудирале на едната или на другата страна.
Сега вие одбирате да гласате за инат за нешто што е анархија, за нешто што нигде во Европа не постои, за некој кој никаква политичка теза нема. Тезите се ти си говедо, ово е мајмун, овој уставен суд бил, како беше тоа последното, фикус и така дали. Збирна навреди. Фраза е така Збирна навреди. за Иванова. Ја имам еден вака од американциве склоност да ги поедноставам работиве. Како се вика нивните писатели, филмаџи, новинари и така дали. Тој е тип апасијев на човек кој јас никој пат не би го посакал за зет за керка. Не би се не би го подржал. Но никој пат не би посакал син ми да заврши у друштво со такви, бидејќи мислам дека се они единица мерка за она кој ќе каже детето ти иде у лошо друштво. Таму може да најдеш и шмаркање, таму може да најдеш и тепање по собрание, таму може да најдеш и превари. Таму може да најдеш све и свашто освен политика. Освен политика. Пазете се, ако еве ви ги СДСМ, не ви се допаѓаат, лошо е во партијата, не гласам. Не гласам, чекам нови. Не гласам. Или ми се допаѓа тоа што го работи ВМРО. До вчера сум гласал за СДСМ, ќе гласам сега, за да ги поддржам да го направат. Болница, аутопатиштава, реформите, судство и така дај. Кој ќе има бољи времења за СДСМ, па ќе гласам кај нив. Тоа е цел свет. Али не гласам за антипротивни типови. Го труеш општеството, не политиката, целото општество. Му даваш на своето дете, на својот муж, жена, комшија, другар, пример, вакви сакам. Вакви да се однесува. Замисли го тој да ти дојде дома така да ти се однесува на слава на роѓенден. Замисли го да ти на свадба. Замисли го у фирма да ти дојде. Отвара вратата нешто. Абе го некој работи тука. Замисли го колку дена би работил у таа фирма, 0. Тој сака власт. И се Скопјани, у втор круг имаат избор да дадат на некој Амир, мислам дека се вика Амар Мециновиќ. Да му дадат 120 милиона буџет. 120 милиона евра. Разликата е премногу голема, вата. Навредливо е за Скопјани што воопшто во втор круг. Да. Тоа е навредливо. Што воопшто е во втор круг. Така, велат не е како апасија, значи, ама дека верувам дека 4-1 е со него, нема верувам дека сите верувавме дека Орце ќе победи у прв круг, бидејќи таква беше понудата и кадровска и политичка. Сега помала излезност и помали шанси за него. И сега доаѓаме до вториот круг. Вториот круг кој има најмногу во базенот, што би рекле Соросоидеве, да влече гласачи од вториот круг, па има ВМРО. Најмногу гласови на овие избори ВМРО има затоа што неговите останаа дома. Зошто останаа тие од ВМРО дома? Зашто беше толку бедлива победата. Јасно им беше дека што нови им се чинеше, вери се, убаво време, стварно убаво беше. Стварно беше убаво вчера. За Скаричка, за шетање, па прошетале, па све. Но гласачите на ВМРО сега да разберат. Во Карпош имате сериозна опасност да левица ви изрекетира исто како што рекетираше со политичка моќ и советници во град Скопје. Ке ви го претвори во град Скопје. Без оглед на крајниот резултат. Значи, внимавајте во Карпош. Сега, па кој знае кога ќе имате шанса да изберете тоа што треба. Во Скопје победи овој. Значи, тука нема спорно. Не гледам кои други места, кај ВМРО гори под нозе. Не гори кај ВМРО, гори во општеството вкупно, ако левица и тој начин на, не е тоа идеологија, нема таму ни идеологија. Таму имаш грабање, апашана, кај се може. Денеска од ВМРО, утре од СДСМ, малце од ДУИ, идам во Албанија, го посетувам Неверходжа, навивам за руси, па сега гледам не се више за русите, сега биле против русите, пошто ете така, курентно е тоа на пазар, па овој нешто као ки командуе, па искача тој заменикот на председател што му е од левица, вика дека од левица се шмарка, се другира. Тоа не е моја реченица, тоа е реченица на нивниот функционер кој ги напушти. Значи тоа е изворот натре, јавно кажа. Така. И сад ти на тие, ако сега им дадеш глас, ќе ги осилиш дека они стварно може да направат нешто во држава. Тоа ќе се чешаш. Тоа ќе се чешаш, бидејќи и во Србија, и во Бугарија, и во Хрватска 10 години се чешаат такви. И не може да искочат од таа криза. Од Сириза, денеска грците се чешаат. Денеска. Да, но нив ги снема буквално од радарот. Ама и тоа и со левица. Види, вулгаризмот, посери му се и слично, вреđање, собрање, тепање и така дали, може да стигне 2 до 5%, цел свет има такви. 2 до 5. И тоа е лимит. Они го достигнаа нивниот лимит.
СДСМ не може да биде полош од ова што е денеска. Не може. Или ќе го снема скроз. Но не може да биде полош. Ова е дното на СДСМ. Така. Значи, веќе од наредните избори, под услов да има нови кадри, СДСМ ќе освои некои гласови повеќе. Не шпекулирам колку. Со нови луѓе сигурно ќе врати Со дел. ова раководство, не. Не, со нови луѓе. Со ова раководство. Значи, со може нови само луѓе вака. СДСМ прво ќе ги повлече од левица дел од тие што му ги презема, дел од овие што се спавачи, што не излегуваат на избори, а што се негови гласачи, ќе повлече, ќе биде бољи. И ќе после левица да тоне. Са прашање е, изламвлече ли гласови од СДСМ? Но, кај знам имаш една чудна појава, значи една активност која навистина е мушка, вака што би се рекло, рецимо на нивниот председател, на Минчев, генералниот секретар, па и на нивниот министер за, како се вика, правда, но петте пратеници во собранието не ги следат овие. Не ги следат. Активности нема на овој ранг кај што се овие кои ти ги набрав. Ако некој треба да се тепа у собрание, вербално, мислам, со левица, тоа знам. Идат на исти извор да пијат. Тие ги нема, овие ги зимаат, овие антипротивниве гласачи од СДСМ и сега знам има помалци гласови значително од левица. Треба да се прашаат зошто. Таму има стручни луѓе со долго политичко искуство. Во Куманово од друга страна. Па не би рекол, зашто и овој центар не е за... Лабудовиќ е одличен, да, разликата не е толку голема, но и одличен кандидат им. Нивна грешка е што не го промовираа порано, не го обучија за политика порано, човекот е експерт во својата работа, човекот е скопско дете, баш центарет, што би се рекло, и физички, и психички, и ментално, и образовно, и така дале. Не е од левица, па да го обвинуваш, маркаш, се тепаш, ваков си апаш си со дуи, со дуи, сите карактеристики, но треба време за неговата промоција да го запознаеме. Ја не верувам анонимни кандидати за политички функции. Ја у нив не верувам. Не знам со кого имам работа. Не верувам у независни. Затоа што не знам со кого имам работа. Ваму ми одговара партијата. Па ти, Љупче, ако правиш глупости, се јавувам ја у партија, условно. И викам, би Љупче, прави глупости. Што е ова? Ке страдате сите на наредните избори заради еден човек. Тоа беше причината Данела после година дена му рече на ВМРО јавно. Ја не спроведам политика на ВМРО, ја спроведам политика бидејќи своја, зашто јас сум независен кандидат. Политиката нејзина беше директорите да бидат од ДУИ, од СДСМ и од левица. И од левица. Не можеш да бидеш против Данела, а да забореш кои биле директори кои ја спроведувале нејзината политика. Така да, ние ни во Америка не веруваат у независни. Кажете ми кога нивни независен кандидати слично добил поише од 2-3%. Нема таков. 5. Некој добил, го заборев името, некад. А нашите независни новинари? Нема независни новинари, значи јас сум 35 години, 37 новинар. Секој новинар одговара А пред својата публика, Б пред својот уреднички колегиум. Мојата уредувачка политика у овој медиум е ваква. Тотална слобода имаш на избор. Ако ти согласуваш, најпрофесионално, најболje што знаеш, да ја спроведеме. Ако имаш поинаква, има и други медиум. Ама и тој не ти се свига. Има сега подкасти, имаш секакви видео обраќања и така дали. Исто е у партија. Нема независни кандидати. Ево го ти кажам, левица, организиран, логистициран по сите основи од бизнис партнерите на Сашо Милков. Па погледни ги по социјални мрежи пред се, со какви све дебати излегуваат неговите подржувачи од овој клан и со какви све идеи и кои новинари ним блиски им даваат најмногу простор. Без оглед некогаш и на уредувачката политика на медиумот како што е со една телевизија, не ја кажав која, у моментот. Каде што кога е уредничката на денот, левица е главна. Кај кога се другите, се е шарено и се е некако балансирано. Но тоа е веќе прозирно, све е видено, све е направено. Имаме втор круг. Не е толку веќе битен. Што имаше да освои, ВМРО освои, остана е Карпош. Формално е Скопје, но треба да излезат, за да биде и, како се вика, реално, и по други општини, и тоа да се заврши. Затоа што така добиваме сега, ние како граѓани, право да му речеме на ВМРО ДПМН, знам, и на Влен, изврши го.
Сето она што беше одлагано, чека и јавност, европјани и германци што ќе кажат лево десно, сега имаш покриен. Извршил. Ниједна влада нема во Европа поише од 50% поддршка. Тоа е страшно голем факт и страшно голем комплимент за Мицковски и неговата влада. 59 градоначалници ќе се соберат, а многу и повеќе ако у вториот круг имаме подобри Не, резултати. гласовите ги бројаме. И се не гледам според статистиката 53 се сигурни скоро кај ВМРО, 5 веќе има влен, еден знам да речеме Куманово влен, односно вреди Не, може нема да по освои ценови центар, знам. над 60, ама да, над 60 градоначалници Од ќе 80. бидат во владеачката коалиција од Од 80. Тоа се 3/4. Не, од може така. поеш. Да. Може поеш. Да. Нормално е све. Само да се пазиме да не вовлечат во бугарски сценарии, во европски пропаганди кои сега се дешаваат, не диктираат начин на однесување и систем на вредности луѓе кои се грабачи на све што има насталов, да се земи и да се бега, луѓе кои прошетале за овие години, за малци, за 5 години. Знаме само една година партија, па можеше да ги прогледаш кроз прсти и грешки правеле, бараат нови луѓе и така да. Овие се стара партија. Правиш компарација со минатите избори, не Нив можеш од кога да знам, Заев му удри односно печат у суд дека Апасиев е председател на Левица, натаму они се дужни на СДСМ. Зоран Заев јавно и во собрание и по медиуми му се обрати на Апасиев. Јас сум те створил, јас сум те финансирал, искочи демантираме, а ја ќе ти докажам ако побараш. Никогаш не го демантираш. Никогаш не го демантираш. А му ги цеца гласачите кои се незадоволни од СДСМ. Па после го удира по тоа дека СДСМ, не знам, биле корумпирани, правеле приватизација, татковците и мајките, татко му и мајка му биле стечеци. Па да почнеш со татко и мајка, да ги капитализираш у политика и да ќаруеш на нивната судбина, прво е неморално. Од тука тргни. Завршно, со ова вчера ние победивме. 12.000 гласи имаш помалку од минатите избори. Све што ги кажеш лажеш. Добро, немаш ни еден градоначалник, немаш, но што мислиш, каде има поголем траур во СДСМ или во ДУИ? Кој е поголем губитник според тебе на овие избори? ДУИ. СДСМ има кадри. СДСМ има кадри. Па, мислам дека СДСМ, ако во рок од една година, значи од еден месец до една година, го смени раководството, му требаат година до 2 да ги врати луѓево кои вредат во СДСМ од типот Гордан Георгиев, Софија Куновска, Игор Ивановски, Зоки Јовановски, финансискиот експерт, тој профил. Так. Да ги врати назад или да ги активира директно, непосредно или индиректно, му треба година дена. И треба да ги изгуби наредните избори. Тој што ќе дојде треба да ги му плани и да го каже тоа. Очекувам пораст на наредните избори, но мал. Многу помал од овој. Зошто да ги изгуби? Се да донесете најдобри македонци да го водат СДСМ. Така, најдобар кадар во Македонија. Да земете 2 од ВМРО, 5 од оваму, 3 од онам и да направите така. И така. да им го ставите, джа. Не, зборам за македонци. Ништо нема да направат, зошто? Затоа што оној кадар кој е токсичен, кој е контаминиран во собрание, тоа се нивните пратеници, тоа се бившите Енергетски министри. вампири, да. Значи ти мораш да ги Цицар тргнеш гласа. тие, да загубиш, да ги тргнеш, да ги замениш со свој и да продолжиш дале. Тоа што го направи ВМРО. Тоа што го направи ВМРО. Мицковски по тој план одеш. Точно знаеше кога може да има во партијата авторитет, кога може да почне со проекти, кога треба се почека промена на луѓе, на кои луѓе, кои треба се задржат, кои не и така дали. Едноставно они by the book направи реформа во партијата под најтешки околности, судски гонења, блокирани сметки, блокирани имоти, прогон на све што било блиско до ВМРО преку СЈО и така дали. И го издржа. Значи може, значи СДСМ има внатрешна резерва да се врати и качи. Може би не на власт, но за некој период и викам, по наредните парламентарни изгубени, доаѓа нивното време. Но со план изгубени. Уште сега да се најави. Ако има доблест да си го сменат раководството. Ако Или има- раководството да се тргне, што нема да се случи. Или само тоа е тој цинично дидактички речене. метод. Значи Да. први мораш да го утврдиме појдомната точка, а потоа да анализираме. Ако ти ова не ти е сигурно Така. и не ти е проверено, се понатаму да е точно, е неточно на крај. Кај Дуј е потешко. Види, Дуј не е создаден како СДСМ во атмосфера на политичка битка во 90-тите, кога беа создавани, како СДСМ од бившите комунисти. Така. Тој е создаден во едни
нецивилни услови, да ги крстам, на начин кој е за политика не секојдневен и необичаен и нестандарден, од луѓе кои се бореле против државни органи, кои наеднаш кој без школо, кој без знање, кој без нешто друго, станаа битни функционери. Нецивилизирани услови, не И тие луѓе учествуваа во големи корупции и се пуни со пари. Екстремно пуни со пари. поврзани со криминал. Екстремно, поврзани и со дилери, и со политичари, и со се. Се тие луѓе кои му ја градеа политичката фигура на Али Ахмети и местото во власта на Дуи, сега се веќе 2001, 25, 24 години постари, дебели, фатирани, со милиони, децата им учат у странство, они возат Мерцедеси, БМВ-ња, другиве албанци се сироти ништо како што се нашиве македонци и тие не се заинтересирани за политика. Тој више нити у планина ќе иде да пука, нити ќе искочи на митинг да се тепа со полиција. Ако е мирно, ќе се иди кафица ќе пие, ќе части цела кафана да го запамтат и ќе се отиде со БМВ-то. Ново, не од 86. Так. Значи, Дуи нема резерви од кај може да црпе. Нив, овој кој беше во Чаир, Османи, им беше последна шанса. Последната шанса отиде низ вода, и тоа буквално низ вода ја пушти. Затоа што во целото Дуи, единствен кој освен Али Ахмети има политички капацитет, беше Меджити. Меджити го победи Али Ахмети. Царот загуби. Дојде новата генерација. Генерацијата на Меджити не само по години нова генерација, нов начин на политика. Да го пуни фрижидерот на албанците, да им биде пун резерварот, децата да им имаат убава школа, да оди у болница да биде примен, да биде оздравен и да биде вратен. Тоа што го бара секој човек. Так. И тука веќе не се разликува македонци, срби, турци, власти, албанци, бошњаци и така дале. Тоа го донесе Меджити и тоа е нов квалитет и нов прозор на албанското гласачко тело кон политиката. Тој прозор не се затвара, зашто тој прозор значи екзистенција што го нуди Меджити. Овој другиот прозор, кај што Али Ахмети значи шума. Ки идеме у шума, како викаше таа чизмите од таван ќе ги земела и пак ќе пукаме. Пали бе. Пали ќе пукаме. До кога? Да. Имаме уште теми за отворање, со нас е Лата, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Драган Павлович Латас. Латас, уште еден феномен се случи, ти рече ништо чудно не се случи на избориве, не се случи. Ништо чудно, но два момента ги извојуваме како феномени, кои може да ги анализираме и двата ги анализира. Така. Но имаше уште еден феномен, оној феномен на непризнавањето на СДСМ дека се поразени. Мислам, нонсенс е ти да освоиш 3 градоначалника, а на минатите си освоил 9 и тие беа катастрофа. Мислам дека беа поише. Не, 9 во прв круг, 16 има вкупно. Да. А сега имаш можност да освоиш 8, толку е со плюс 5 кај што имаат шанси, но не се сигурни, може да бидат и 6, и 5, и 4, а влезени се во втор круг во 16 или 17 чинам општини вкупно заедно, за да може да освојат. Сега, контра тебе е ВМРО ДПМН, кој што има 32, 33 освоени, типува на 53 сигурни најверојатно, нели? Со можност со коалицијата да бидат над 60, што се вика, и ти велиш, јас не загубив, и бројките ги вадат, ВМРО изгубиле толку од парламентарните кои што тотално и не се баш многу поврзани, но викаат вака е така, тие имале најмала загуба. Како можеш да тврдиш со 3 освоени градоначалника, а ВМРО имаше 22, 21, првиот круг, сега има 32 во... Ама не, зашо гледа? Нема логика. Зашо анализираш ирационална работа? Барем толку сме научиле. Тројцата тоа го кажа. Филипче, Фани излезе, Јана беше Чупевска. Ние на нив не од СДСМ, сите што ги наброја не се од СДСМ. Значи толку барем научивме животот, што од школи, што од искуства, дека нешто што е ирационално, а тоа се антипротивника овие или кои вед левица или овие кои сега го водат СДСМ, не можеш да објасниш со рационален метод или модел. 2014, значи Бранко Црвенковски во интервју за Deutsche Welle на одење вика вака: не сум ни ја понатаму да го водам СДСМ, ама не е ни Зоран Заев. Го кажа човекот тоа. И од тука е амнестиран за Зоран Заев. Не го донесел он. Рекол да не биде. Ако се сеќавате на гласањето, Зоран Заев процени дека 30.000 луѓе го бойкотирале затоа што Бранко ги повикал да биде бойкотиран. Од таму почна нимнат.
Зоран Заев несе еден лоповски елемент во политиката, а тоа е продан све и парите ги ставам у джеп и бегам, кој потоа го прифатија другите од СДСМ и од ДУИ затоа што им се исплати. Им се исплати. Пак ти кажа, не забораваме дека Левица имаше директори кај Данела. Така. Данела која немаше со трите пожара еден викенд кога се потрупола Скопје. Градоначалничката не се појави ни во јавност ни на лице место. Дека директори имало од ДУИ, дека директори имало од СДСМ. Значи тоа го забораваме. Па народ кој заборава, ќе биде ностоп подсеќан. Ностоп. И не треба да се чудиме зошто некои бугари, грци, срби, германци и други кои имаат држави под 100, под 200, 300 години, не се повторуваат во своите грешки. Кога завршиле тоа, пораснале, пубертет поминал, сега се зрели луѓе. Ама и ние не сме баш нешто млади, 50 години, како се вика од 45 до сега, колку има? 70-80 години сме стара држава. Не е играчка тоа. Треба да се опаметиме, да не се сопењаме ностоп на исти луѓе, исти камења. Заборај го тој состав што го да рече ти, ниеден не е од СДСМ. Па Филипче Полтрон и по карактер, и по политика, и по она што го продава на народ. На Тодоров. На Тодоров му беше Полтрон. Так. Буквално, со рачињата вак. Сега по Заев иде, со рачињата вак. Значи немаш ти од тој човек да чекаш лидерство, освен на Заев, да му ја чува фотелјата и ако може да му ја сочува парите и главата. Од парите да земе дел, главата ќе ме остави. Овие други соросоидите, они немаат начин на политичко размислување. Значи, они општеството го разбиваат со еднополни бракови. Со тоа што ми го зема мене детето. Они закон тера дека ја не сум татко, а не ти. Дека ние сме родител еден и два. Ми пипка директно у фамилија. Дека децата треба да учат од интернет и од Википедија, а не од книги. А Википедија е невладина организација која штанцуе за потреби на Сорос. Не. Админот е на Сорос. Так. На админот е на Сорос. Па тоа го кажа, како се вика, во Америка и владата и нивните функционери. Што е Википедија? Све е уреду до не дојдете до политика. Кој ќе влезете у политика во Википедија, све е Сорос. Значи, соросоидите имаа проблеми со Црвенковски, некако ги алиментираше и ги држеше по страна, повеќе беше со олигарсиве. Бараше подршка и добиваш. Додека беше он и додека они беа во кондиција. Потоа, они преку Фрчковски, преку Шекеринска, влегува во партијата. Кога дојде шарена револуција, Заев политички неписмен, не може да го води тоа како политичко движење, го превзема они. Па го водеа со Канвас од Белград, која организација специализирана за државни удари низ цел свет. Од Либија, одржава семинарчиња по Велешко езеро, така кај не беа. И значи они му ја направија шарена револуција, затоа имаше никад више ВМРО. Пази, овие нашија више нема што да напишат. Зема белграѓани да пишуваат никад више ВМРО. Така. И му ја земаа партијата, он им даде пратеници, им даде министри, им даде све. Што сакате правите? Оставете ме мене да искрадам, да се потпише ова што може држава што се бара и да се отидам. И бранете ме кој ќе си одам. Ама за секој случај ако може Филипче да остане и власт ќе ви давам партија. И сега они тогаш делумно му ја зема партијата, му наметна идеологија, нема фамилија, нема национален идентитет, нема историја, го кина као предмет, нема ништо. Има само што Сорос учи и пере мозоци низ цел свет, низ дел од светот, пардон. Само тоа. И почна да губат гласачи. И во СДСМ има домаќини луѓе, на кои му смета да даеш ти пари за промена на пол, да ја плати државата, а ја ако се разболам треба да идам да платам. Колку толку, ама не е бесплатно. Така, и ред други работи. Почна да им бегаат гласачите, кои се фамилиарни, кои се традиционални, кои се осеќаат македонци, кои не ќе да им пипкаш у фамилија, жена, деца, такви односи и така дај. Сега, бидејќи почна да се растура партијава, и формално ја водат тие. Тие никому не одговараат. Фани, мани и така дале, од кај се дојдени? Тројца познавала во СДСМ. Ама од кај се дојдени? Они се дојдени од невладиневе, што ги финансираше Сорос и Зоран Заев преку владени пари. Тие не одговараат никому. Сега ме разбереш ли зашто ја ти викам, кога некој сака да се кандидира за било која функција во политика, од советник, градоначелник, пратеник, премиер или председател, сакам да го знам. Сакам да го знам. Сакам да биде познат. Не познат као циркузант, као будала. Познат во својот бизнес, познат во своето семејство, познат во својата околина, за да можам да проценам. Падобранци као овој Амир, Мамир и слични, не гласам за нив. Па не знам не од ВМРО, од Свети ВМРО или од Свети СДСМ да е. Не знам кој е човекот, треба пари да му дам 120 милиона.
годишно. Не верувам во ниеден кандидат. ВМРО изгоре со тие подршка на независни, СДСМ изгоре со подршка на независни, теретот паја делумно или повеќе на партијата, овој се оди како независен. Како независен. Македонија се менува, како што цел свет се менува. Мораш да ги следиш трендовите. Не постојат млади и стари гласачи. Постојат гласачи. Не постојат албанци и македонци гласачи. Постојат гласачи. Не постојат машки и женски гласачи. Постојат гласачи. Треба да мислиш на секој. Да видиш што е заеднички количник. Што се заеднички потреби на сите овие кои ти ги кажав. А има тоа да ти биде таргет. Потреба на граѓанин. Јас сум главен во оваа држава. Ја, граѓанинот. Никакви револуции, никакви прења мозоци со општи фрази слободата, диктатурата, ние ќе ја укинеме, како се вика, корупцијата и така да. Дечко, ти си од заглавено корупција, од која постоиш печат и ударил премиер за да стане шеф на партија или тако, и сега ти мене ќе ми кажеш филмови. Македонија е во подобра политичка кондиција во моментов. Од нашите соседи, 1 степен, 1%, 2 е подобра Албанија во смисол затоа што они претходно веќе и има соработка со Европа, има голем прилив од, како се вика, на пари од гастарбајтери. Иако се Италија на страна. Па не, има 50% од Македонија поише прилив на кеш. Онда нивните гастарбајтери се враќаат, вложуваат во својата држава. Ти убавите хотели што ги гледаат по Албанија и така дали, све се од гастарбајтери или поголем дел. И поголем дел. Значи Србија, Косово, ајде, држава, не е Обединените нации, ама е. Бугарија, Грција е веќе на нозе и Македонија. Можеме да се носиме со нив во многу работи, во некои сме и дури и подобри. И битно е да се сочуваме од бугарско сценарио, а тоа е фрагментација на 5 партии со слични број гласови и со слични опции. И таму имаше оној луѓен од телевизија еден што им беше, како се вика тој, у прв круг на првите избори што имаше највише гласови. 24-5% што имаше. Не. Ти текно е тој без коса, има емисија Да, на но телевизија. името не ми текно. Многу популарно. И мене не ми Слави некој, да. Така. Он на првиот од тие 5-6 повторувани беше овде, па овде, па овде, па овде и на крај го снема. Так. И бугариве сватија после 6 избори дека овие прават будали од нас. Македонија не е на тој пут. Македонија е на пут да користи британска гаранција за 5 милиарди фунти или близу 5,6 милиарди евра за проекти под британска контрола и супервизија, затоа што они гарантираат за исплатата. Так. Корупција, могуćност нула. Попрво ќе украде британецов нешто, у припремата отколку македонецов што ќе му се дозволи. Дајте тоа да го искористиме. Владата покажа дека има над 50% доверба, процесите кои ги тера се поддржани. Ова друго што вика сите победивме, сада сам поминал добро дечки, како е добро, и мене ми е добро. Левица нешто победиле, 12.000 гласови имаат помалку од минатите избори. Ма вие сте победиле. Добро, сте победиле. Мене ме интересира она што граѓанинот го интересира: здравство, образование и безбедност. Ме интересира цени, ме интересираат плати, пензии. Тоа. Другото им го оставаме на вие кои загубиле. Да. За крај еден куриозитет. Не знам дали знаеш, мислам дека имаме светски рекорд можеби за кандидатура на градоначалник. Фекри Бакиу дотичен, никој не го знае, независен кандидат, тој беше трет кандидат во Арачина, каде што победи дали кандидатот на Вреди. Фекри Бакиу освои еден глас. Еден единствен, што значи дека семејството не гласало за него. Жив и здраво да е Фекри, но еден глас, така што може ќе влеземе и во Гинисовата книга на рекорд. Не има нула. Да, нула. Од демократска алтернатива имаше кандидат наводно. Подобар од Фекри, да. Наводно имаше кандидат, сега не е битен човекот. Да. И во неговата избирачко место имаше 0 гласови. А има он, жена и мислам дека има едно дете. Тук мислам, може би има две, но едно има сигурно во тоа време. Минимум 3 гласа требало. Не, 0. Така. Нула. Наша, да. Ти благодарам. Ни сам за себе не гласал. Така. Ти благодарам што беше мој гост. И ја на тебе за можноста да се обратиме до јавност. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.